Почитувани гледачи, добровечер. Вечерва во нашата редовна и постојана емисија во потрага по вистинскиот збор ќе разговарам со Иванка Апостолова Баскар. Иванка е професор доктор, личност со навистина широк спектар на интересирања, но не само интересирања, и реализации. Јас ја помнам од еден период кога Иванка правеше илустрации, значи се занимаваше активно со ликовна уметност. Денес Иванка најинтензивно мислам дека се занимава со театарот. Но тоа не е се, а вие што внимателно ќе го следите, почитувани гледачи, овој разговор, преку 15-тината прашања, ќе видите со каков соговорник всушност ќе разговараме вечерва. Вие сте визуелна антропологинка, режисерка и креативна продуцентка. Па веднаш да ве прашам, како се роди интересот за спојување на антропологијата, театарот и визуелните уметности? Да. Прво, Христо, многу ви благодарам за поканата и ви благодарам за така пријатен, убав вовет и представување за тоа што работам. Вака, откако завршив историја на уметност и археологија, моите постдипломски студии ги започнав и ги завршив во Словенија, на ИСХ и на АГРФТ, каде што можев да создадам, студирав во една доста либерална школа, каде што можев самата да направам програма. Така да одбрав оддел историска антропологија во ликовното, што значи поширок влез во историјата на уметност, со историја на филм, со историја на театар, и ја поврзав со два практични предмети, драматургија и сценографија и костимографија од АГРФТ. И така си го изградив своето портфолио како истражувач и практичар во едно. Морам да забележам, уште на самиот почеток од нашиот разговор, дека вашата работа е главно поврзана со иновациите и експериментите. Да. Така, во тој поглед и во таа смисла, голем дел од вашата работа е поврзана и со експерименталниот видеотеатар. Што ве привлече вас лично кон оваа форма и што таа ви овозможува што класичниот театар не може? Да. Ве прашувам, бидејќи вие воведувате нови форми, а со формите и нови содржини во културата и во уметноста кај нас. Па да. Па еве последниве повеќе од 25 години сум највеќе фокусирана на театар и изведувачки уметности. Во Словенија почнав да работам на театарски представи со многу добри режисери како Јерне Лоренци, како Матијаш Пограјц, Матијаш Зупанчич, Ален Јелен, Борис Кобал, каде што работев како сценограф, костимограф, како автор на театарско видео. Меѓутоа, кога се вратив во Македонија, можностите ми беа затворени. Знаете, повеќето театри им припаѓаат на клановите, не? Да. И партиите се мешаат многу во тоа кој ќе работи и кој не. За жал, така стојат работите. Така. Да не се залажуваме, меѓутоа кога имате идеи, кога имате порив за креативност, барате алтернативи. Така. И викам, чекајте, ова е дигитално време, време на интернет. Така. Значи сите имаме некакви камери дома. Да. Сите можеме лесно да добиеме, дури да ни поземат различни институции, токму и најзатворените институции, само да не сте внатре кај што се парите, кај што се условите, ако сте надвор ќе ви излезат во пресрет. Така, и реков, ајде викам со нашиот креативен тим да почнеме да го користиме јавниот простор како визуелна драматургија во која што ќе раскажуваме приказки. Одлично. Тоа беше 2019 година кога го направивме нашиот прв видеотеатарски проект и тоа беа видеодрамски читања, 11 епизоди, сирота богата драма која што ја поставивме на различни локации во Кратово. Значи спојна културно наследство, современа драматургија, базираат на извадоци од 11 кратки текстови создадени од современи домашни македонски автори кои што никој не ќе така лесно да ги постави на сцена, што исто така симптом. Да. Меѓутоа, затоа препорачувам наместо кукање, кукулеле, не ги одбивајте парите што ќе ви ги дадат, колку и да се мали, никогаш не сме задоволни. Смислете како да ги избуџетирате и да извлечете некој максимум за да почнете да правите breakthrough, пробивање.
И од тогаш до сега направивме 6 видеотеатарски проекти кои што сите се представени на фестивали, посебно последните 3 кои што се многу успешни меѓународно, добивме многу награди, ги представивме на скоро 100, сега се собираат скоро 100 фестивали, повеќето се за видео и за филм, меѓутоа од ланската година почна да не ги прифаќаат на фестивали за театар и за изведувачки уметности, зашто сум многу среќна и благодарна. Така. Токму тоа сакам да ве прашам. Да. Вашите проекти добиваат, односно добија значајни меѓународни награди и признанија. Издвојте ни дел од некои, според вас, најзначајни моменти, некоја дестинација, некој фестивал, некој место, каде што навистина сте се почувствувале среќни, што доаѓате таму од Македонија, со нешто ново, нешто раритетно, нешто оригинално. Сега ќе ви кажам. Месец декември бевме селектирани на второто издание на Интернационален театарски фестивал Сахара во Адрар, значи југот во Алжир. Така. Тоа беше фантастично искуство. Прво, луѓето се многу љубопитни. Имате публика на се што се случува. Так. И таа публика е цивилна. Значи, во дел од Алжир, кој што е континент во однос на Африка, на југот ретко што се случува во култура, меѓутоа, откако момчето Чеик Окубари со својата екипа го иницираше фестивалот, тоа е неверојатен настан. Значи, полни се представите. Меѓу другото, беше селектиран во рамките на Монодрама и нашиот експериментален Крикацин селак последен видеотеатарски проект, каде што публиката реагираше дека до сега немаат видено на такво нешто. Тоа беше проекција во пустина. На остатоци на стари пустински ѕидини, ме разбирате? Фантастично. Во близина на оаза. Значи, гениално. Со луѓе локални, со бербери, алжирци. Да им покажа нешто што тие го имаат, ама ете не го употребиле. Па и не само македонците, него и луѓе од, како се вика, од сите арапски земји, од европски земји, од азиски земји, така да. Многу убаво искуство, многу убава реакција и љубопитност на публиката. Иванка, работевте, живеевте меѓу Скопје и Љубљана. Евидентно е влијанието на Словенија врз вашиот живот и врз вашата, би рекол, професија, она со што и денес се занимавате. Како ова двојна културна средина, од една страна Скопје, од друга страна Љубљана, влијаеше врз вас, ама и се уште функционира. Имам чувство дека пресудно е влијанието и значењето на Љубљана и Словенија врз вас. Сега ќе ви кажам, значи искуството во Словенија не беше воопшто лесно, беше и горко, но и сладко. Затоа јас препорачувам младите луѓе да одат во странство, не мора да останат, може и да си се вратат, тоа е нивно право. Меѓутоа, престојот во странство ве челичи, ве прави психофизички самостоен човек. Ме разбирате? Далеку од сите, како се вика, локални, домашни, македонски, сомнителни правила на игра, нема таму врски. Ме разбирате? Се почнувате од почеток. И се е меритократија. Значи, јас се што сум постигнала таму, сум го постигнала врз основа на мојот труд, способности, како се вика, таленти, истрајност, крвничка работа и имам двојно државјанство, благодарејќи, како се вика, на моите активности во култура, што ме направи малку послободен граѓаник да бирам каде ќе живеам. Што не значи дека се прекинати соработките и контактите со Словенија. Сега ќе ви кажам нешто. Словенците се прилично затворен народ. Значи, им треба многу време да ви истестираат, да почувствуваат дека не ги загрозувате, дека не сте дошла таму нешто да им украдете, да им земете, да им уништите. И кога ќе почувствуваат дека сте безбеден, дека сте автентичен, практично многу повеќе ќе ви помогнат, отколку што ќе ви помогнат македонците. Воопшто не помагаат македонците во Словенија, помагаат само словенците и овакво по некој србин, босанец. Тоа се мои пријатели кои по сензибилитет и колеги, кои што според само врз база на сензибилитет, а не натидајни, сум си ги запознала и сме си изградиле соработки, но и пред се пријателства со рекои. Соработувавте и верувам се уште соработувате со истакнати словенички личности, меѓу нив и режисери. Па моето прашање е што може да се научи од таа соработка со словенечките творци
каква е таа нивна посебна естетика, ова не случајно прашувам, бидејќи се сеќавам со какво љубопитство ги очекувавме представите на младиот отворен театар, кои што доаѓа од Словенија. Да. Сега ќе ви кажам, значи словенците имаат, можеби создаваат еден од најдобрите современи театри на Балканскиот полуостров. Вистина е дека по сензибилитет се многу поблиски до германско говорното театарско подрачје, меѓутоа го имаат задржано и позитивното од прогресивното, авангардното, алтернативното од златното доба од екс-Југославија. Значи на многу паметен, веш начин го конзервирале екс-југословенскиот херитедж, што би рекле, наследство, во комбинација со современи промислувања, актуелни во Европа, актуелни, како се вика, во светот, меѓутоа и со нешто свое, знаете. Да не испаднат само копи-пейст, кој што, или копикет, кој што ќе направи, како се вика, да бидат разводенети, да се изгубат во современото сценско создавање. Мислам, сериозни се, прават многу длабоки театарски концепти, промислувања, актерите се неверојатно писмени, работат на себе. Значи можете многу интелектуални и длабока емотивни разговори да водите со нив. Прифаќаат, имат разбирање кога представата е кокреативна, а кога е поизразено режисерско авторска. Значи ништо не се сваќа лично, него само треба да се препознае методот, стилот, начинот на пристап на градење на представата и се дава максимумот. Ето тоа е. А некако кај нас штеди се. Кај нас се штедат актерите заради тоа што колку и да дадете се од себе, немате фидбек, никој нема да ви признае. Ето тоа е. Освен за затворените кругови. Јас лично се сеќавам кога доаѓа словенечките представи на младиот отворен театар. Младинско посебно. Младинско гледалишче. И веднаш да кажам, ние тогаш учевме всушност што е тоа физички театар. No. Преку нивните представи. Па да, едни од првите всушност во словенечкиот, како се вика тогаш модерен, сега современ театар, ги прифаќа експериментите кои што доаѓа од Гротовски и така натаму. Инаку вие сте авторка на повеќе книги, од театарска теорија до драмски текстови. Каде се чувствувате повеќе дома? Во пишувањето или во сценската практика? Што повеќе ви значи, ви исполнува? Каде се чувствувате дека сте повеќе своји? Вака, сега ќе ви кажам, јас сум многу среќна кога имам прилика да работам нешто на сцена. Так. Или на алтернативна сцена. Так. Значи, среќна сум, се радувам. И тогаш приметувам кога кога имате таков став, сите коцки се местат. Не? Да. Меѓутоа, морав да научам и да пишувам, затоа што ако самите не се архивирате, не се документирате, не се уредите, не се менаџирате, не се објавите, нема никој да ве објави во Македонија. Така, апсолутно. Тоа е. Значи, сакате некете морате да станете мултитаскинг. Такво е и времето. Да. Значи, мултитаскинг со сенс за кросдисциплинарно делување, мултидисциплинарно, интердисциплинарно. За да се одржите континуитет, да се изборите за континуитет, иначе ќе ве прегазат, како се вика, на игнорантите. Так, ни донесовте овдека 3 книги, да не заборавиме да ги спомнеме и да ги прикажеме. Овие се последното од Македонскиот центар. Да, тоа се најновите изданија од Македонскиот центар. Ова се драмскиот превод во креативните индустрии. Кршливи каравани од Муани Синановиќ. Вие сте преведувач на книгата. Потоа книгата исто така издание на Македонскиот центар. 2 драми на Рок Вилчник. Драмите Тарзан и нашиот театар. Така, Тарзан беше поставен во театар комедија. Преведувачи сте Винсент Вилчник. Вие и Винсент Вилчник. Така. Винсент е керката на Рок Вилчник, која што студира славистика тука во Македонија. Овде кај нас? Браво. И уште една книга ни донесовте. Така. 4 драми на Елена Алексиева. Така. Жртви на љубовта, Мадам Мишима, Фантомска болка и Бернхард во пеколот. Преведувач е Здравко Стојмиров. Актер, преведувач, многу одлично ги преведи. Да, од Битола. Да, многу е. Многу е интелигентен, многу е способен. Инаку, вие сте автор на книгата Антропологија на искуствата во театарот. Така. Таа книга отвора специфичен начин, поточно специфичен научен поглед кон сценската уметност.
Што значи да се гледа, јас и на почетокот тоа го спомнав, дека сте антрополог, што значи да се гледа театарот низ антрополошка перспектива? Па вака, значи, всушност јас во таа книга го објавив своето докторско истражување, првиот дел, адаптирано во книга, има електронска и многу мал, како се вика, тираж во хард копи, но секој што е заинтересиран може да ја добие во електронска форма од мене. Всушност ги преточив преку методот на театарска антропологија и методот на искуствена антропологија, моите лични искуства, практични искуства во словенечкиот театар во периодот од 2004 до 2010. Малку, што би рекол мојот ментор Блаж Лукан, завземав и една дошта тешка улога. Целосно да се дистанцирате од својата пракса и аналитичко-критички да направите една ревизија на своите практични, како се вика, искуства и да ги теоретизирате, да ги обработите, да ги преиспитате. Така да е доста експериментален метод, кој што сега во современечкиот современ театар во пракса е многу присутен. Сите сакаат коавторски представи, посебно младите генерации, колективни, кокреативни пристапи, така да ја стои некој автореференцијален овакво искуствен момент, го преточив, го обработив теоретски во докторската дисертација, адаптирана во книга. Така. Вие сте активни и како преведувачка, тоа веќе го видовме преку овие. Строго книжевен преведувач. Така. Но истовремено сте и уредник, односно уредничка на театарски текстови. Така. Сите знаеме дека преводот е креативен чин. Така е. Дури многумина со право сметаат дека преводот, кога е добар, е подеднакво значаен како и самото авторство. Значи, Точно. Имаме автор на делото, на книгата, но имаме и исто така преведувач како автор на тој превод. Да. Тешко ли е да се патува, да се подготвуваат проекти, да се пишува, да се преведува? Како тоа може да се постигне? Со дисциплина? Да. Пред се е многу одговорно. Така. Значи, една од најкрничките работи, знаете дека е преводот, затоа што морате да седите. А јас сум динамичен, активен човек и многу ме фрустрира моментот кога треба да се дисциплинирам, да седам и да се посветам. Некој велат, дај му да преведува, казни го. Така, и обично затоа бирам да преведувам во зимските периоди, зимско-есенски период, кога сум постатична. Прво вака, интуитивно ги бирам делата кои што претежно се драмски текстови во последниве години, иако имам и доста прозни дела и поезија преведено, во кои што солидно се снаоѓам. Меѓутоа, за да можам да преведувам преку и објавувам заедно со колегите преку Македонскиот ИТ центар, треба да го запазиме контекстот, да се тоа драмски текстови. Значи, одлични автори и авторки и предизвикот. Како да се сочува во превод нивната виталност, нивната вибрантност, автентичност. Значи, тоа е многу одговорно. Една работа. Следна работа, како понатаму сето тоа да се уреди. Значи, не можам јас моите преводи самата да си ги уредувам, него како треба да искомуницирам со уредникот кој што го канам да го направи сето тоа. А уредникот е всушност во книгата режисерот, исто што и режисерот на сцена, не? Така. Следна работа, патување. Многу патувам и сум многу благодарна на тоа, бидејќи имам прилика на различни меѓународни фестивали и шоукейси да ги гледам последните продукции на различни земји, екс-југословенски, балкански, европски, азиски и така натаму, и да направам компарација што се случува во Македонија, како стојат работите помеѓу Македонија и нашите, како се вика, соседи, подалечни, поблиски, и некако, не знам, да се соочам со некоја трансцендентна објективност на нештата, што би рекол Бурдие, не? Морам да признам дека луѓето во светот се многу посериозни од нас. Значи, воспоставени системи се борат за тој систем. Тој систем си има своји успони и падови, што е нормално, што е човечки фактор. Така, институциите, системите се луѓе кои што ги градат или ги уништуваат, не? Така. Меѓутоа, тоа се многу сериозни овакво организми, се борат за својот континуитет, комуницираат со меѓународна и регионална публика, мора. Знаете што многу земји ни потврдија, организации од различни земји, поевтино е интернационалната публика да ја поканиме, да ја гостуваме кај нас, отколку да гостуваме со цела представа ни светот.
Видите што се случува со светот. На секој, ако беше порано на секој 20 години, потоа на секој 10 години криза, сега на секој 2 години имаме нови кризи. Гледате, некој си ги тера агендите, се да се деструира. Ме разбирате? Така да и тоа се одразува на себе ова што ние го правиме. Го работиме на патување, на размени, на меѓународни соработки. Сакам да ве прашам и за вашата професура. Како професорка на Факултетот за уметност и дизајн во Скопје. Ама не само таму. Вие бевте на времето и во Словенија, на Стуарт Фаму. Ама и во Евробалкан. И во Евробалкан, во Македонија точно. Ова прашање секојдневно како да лепди во воздух. Какви нови генерации уметници создаваме, односно се создаваат, и вие лично како ја доживувате современата сцена и дигиталните медиуми? Фативме ли приклучок со она што е интернационално, или се уште сме во некои наши западно-балкански, локални сфери? Сега ќе ви кажам што мислам. Например, јас сум постојано визитинг, не? Ректорот, директорот избегнуваат состанок со мене. Значи, не да Боже некој да ме вработи да ме ангажира подлабоко, не? Не е ни битно, јас таму не предавам пракса, предавам вовед во историја на уметност и историја на дизајн. Меѓутоа, ги провоцирам, бидејќи се тоа студенти што учат моден дизајн, интериер и графички дизајн. Секогаш правам интерсекции, стиловите што ги изучуваме со гениални филмови или театарски представи во кои што се прави некаква реконструкција или реинтерпретација на времето на стилот, дали е тоа барок, дали е тоа неокласицизам, дали е романтизам, дали е, како се вика, некој рапиден, авангарден стил, фовизам, значи годините, многу е битно за да им се разјаснат. Слушаме и музика за да некако органски почнат да го развиваат чувството за разбирање и ориентација во феноменот на динамика на стилови. Не? Акции и реакции преку ликовни стилови. Значи, денеска нашите студенти, нашите млади луѓе имаат достап до сите информации. Некој поуспешно ги користи, ги допира до нив, некој помалку успешно. Меѓутоа, проблемот е со едукативниот систем кај нас. Значи, ја убива креативноста. Наместо да, како се вика, да ја поттикнувате креативноста. Значи, ние имаме една традиција, како ми се чини дека сме број 1 земја во светот за негување на негативна селекција. Кај нас прв и последен како критериум е негативната селекција. Наместо да сте несебичен, нескржав, широко да ги поддржите најталентираните појави, генерацијски или индивидуални. И да им дадете шанса додека се тука нешто да, како се вика, да придонесат, да создадат, да испровоцират импакт, да испровоцират фоллоуапи. Не? Ние правиме се да ги избркаме. Вие сте исто мој колега, можеби сакам да ми, како се вика, да ми се спротивставите. Сметам дека до таа криза е посебно високото образование кај нас е во таква криза што факултетите, универзитетите постојат само да се одржат работните места на неколку привилегирани професори. Така е. Повеќето од нив немаат ни асистенти. Значи што е смислото? Бесмисло е. Монопол. Значи бесмислено е, деструктивно. Нека не ви биде незгодно. Ова се шанси, треба да отворено да збориме за овие работи. Има една поговорка за жал. Кој петел прв и најрано и најубаво пее, прв ќе заврши во тенџерето. И ние не сме далеко од тоа. Како да се плашиме од сите тие вундеркинзи, од сите тие таленти, од сите тие гениалци. Ги има, секоја средина па и нашата. Овој високообразовен систем, болонјски, конкретно и директно ќе кажам, е многу неинтелигентен и разорен, само тоа ќе ви кажам. Толку ги симна критериумите, всушност нема веќе критериуми за вредности. И, за жал, докторските дисертации стана магистерски, магистерските стана дипломски, дипломските стана семинарски. Зборувам не за приватните, зборувам и за државните факултети и универзитети. За жал, ние сме учесници и сведоци на ова што се случува. И затоа не случајно ве прашав како гледате на овие светски
интернационални процеси на дигитализација, на фаќање приклучок со новите технологии. Ние се уште како да живееме во некое имагинарно, би рекол, и непостоечко време. Од една страна, строго се чипчиме за некакви си стари, традиционални, традицијски вредности, а од друга страна, само како да сонуваме некакви европски и светски, па и балкански вредности. Да. За жал, ова е реалност. Да. Кај нас многу се збори, ништо не се прави. Така е. Тоа е проблемот, тоа е погубно. И видите што се случува, ќе се изгубиме државата токму ради сите овие работи за кои што сме сите свесни. И вашите генерации, и нашите, и помладите, зошто вратите се постојано затворени? Зошто постојат некои институции кога тие институции не решаваат проблеми? Него го негуваат статус квото. Зошто? Убаво кажавте, државата се губи и со максималното, интензивно иселување на најмладото, најспособното население. Тие се кај нас школувани, а ќе работат во други држави. Вложени се, значи, неповратно огромни средства и финансиски, ама средства и во еден човечки потенцијал како човечки ресурси. Так. Но, да продолжиме со вас лично, бидејќи вие бевте комесар на македонскиот павилјон на Биеналето за архитектура во Венеција. Какво беше вашето искуство при представувањето на Македонија на една таква престижна светска платформа? Ајде малку за некои убави работи да... Сега ќе ви кажам, тоа беше 2016. Јас бев уствари комесар на проектот на архитектите Stone Design, Ничија земја, која што го представуваше македонскиот, се представи во рамки на македонскиот павилјон на Биеналето за архитектура. Така. По Алехандро Аравена беше, како се вика, водечки куратор. Да. Тоа е можеби една од моите најуспешни соработки со македонци. Супер се дечките. Значи многу се светски професионални, так, одговорни, знаат да искомуницираат, да соработуваат, да покажат почит, така да, што би рекла словенци, им привошчим успех. Не? Так. Им посакувам се најуспешно. Тие беа првите архитекти, уметници, кои што направија наменски проект. Не се представија само со студентски скици, ме разбирате, и концепти, него има конкретен проект како што се очекува и на Биеналето за визуелни уметности, на Биеналето венецијанско за театар, за танц. Значи со конкретно дело. Многу беше корисно за мене, како комесар, практично некаков координатор во име на македонската екипа, да го научам тој систем. Значи, како се работи на светско ниво, како се комуницира, како се вршат подготовки, како се промовира делото, како се соработува со уредник на каталог, како се соработува со како се станува дигитален куратор, како се соработува со уредникот на Google Arts and Culture, каде што требаше целата изложба преку добра фотосесија да представиме како електронска дигитална изложба. Значи, тоа беше исто моја одговорност и доверба од страна на Stone Design. Прекрасно е, секогаш е многу убаво, корисно кога имате прилика и да отидете таму, да се соочите со павилјоните, како тие системи функционираат, како комуницираат меѓу себе, каква е публиката на еден така престижен биенален настан како што е Венецијанското биенале, мислам тоа е комплекс од биеналиња. Секогаш е корисно. Так. Прво се соочувате со одговорноста и безкомпромисна креативност. Да. Добро, ама убаво кажавте. Тоа е. Значи нема без самоцензура, Може без да цензура на уметничко креативно создавање и изразување. Ете тоа. И тоа пазете. Знаете што направи Аравена? Интернационалната изложба во рамките на тогашната биенале му базираше на отпад од претходните биеналиња, значи рециклажа. Така, право. Значи не се фрлија најскапите пари. Така е. Иако тоа се настани кои што секогаш се поврзани со големи буџети. Така. Вие бевте и програмска директорка на фестивалот Скопје Креатива. Работевте на поврзување на уметноста и креативните индустрии. Да. Колку културата денес зависи од ваквите
мултидисциплинарни модели, или попрецизно сакам да ве прашам, знаеме ли ние, разбираме ли што се тоа креативни индустрии, или само ад хок еднаш во годината на некој конкурс, на една манифестација, имаме ли ние вистинска креативна индустрија во Македонија? Јас приметив во тој период дека ние кокетираме со термини, меѓутоа не разбирате. Не ја разбирате органската подложка на тие термини. Так. Значи мора, како се вика, прво праксата, мајндсетот да го разберете, не за да потоа комотно ги користите тие термини и да придонесувате во развојот на истите во локален контекст, така? Меѓутоа тоа беше за мене прекрасно искуство како програмски директор да се соочам со капацитетот на талентирани луѓе како од дизајнот, од занаетите и уметностите. И како да најдете начини да ги искомуницирате сите тие фракции во контекст на една програмско-кураторска линија, не? Интересно беше на почетокот, многу луѓе немаа доверба, мислеа дека се распишува отворен повик, им праќате покани за учество, пак ќе биде наместено сето тоа, нема да бидат селектирани. Меѓутоа, се договоривме со екипата да идеме против сите тие правила и навистина, како се вика, да дадеме шанса луѓето да си дојдат до израз. И постепено, за 3 години, работите само се подобруваа. Меѓутоа, кога се менува политиката, за жал ги менуваат и луѓето без потреба. Значи, не ве прашуваат дали не сте, како се вика, човек на партија и едно друго. Не размислуваат. Ве тргаат од сцената, носат луѓе. Нова гарнитура. Да, а меѓутоа таа нова гарнитура направи многу убава верзија, меѓутоа не обстоија, некако престана тука. Затоа прашав. Престана континуитетот, за жал. Знаете како, нека се менуваат тимовите, ама не го убивајте организмот. Так. Нека има живот, нека продолжи да живее. Сите нови тимови треба со нешто ново да придонесат, така? Да го освежат, нека нова визура, перспектива да отворат. Ама го прекина. Затоа прашав, ама и констатирав. Безсмислено. Како да немаме креативни индустрии во Македонија. Токму затоа прашав. Знаете што и ние сме гениалци за деструкција и автодеструкција. Така. Спротиставете ми се, ако не се слажувате. Учествувате во меѓународни жири комисии и на повеќе културни форуми. Каква е позицијата на македонските уметници во глобалниот културен простор? Не има ли често во овие жирија, во овие форуми, или само повремено, ад-хок, инцидентно, случајно, кампањски, или воопшто не нема понекогаш? Еве сега ќе ви кажам, например, ќе почнам со Аурора 2025. Многу добра меѓународна награда за современи драмски текстови во Бидгошч, Северна Полска. Значи, нема тука нати дајми. Значи, човекот следи што работам, ме покани. Прифатив да бидам член на жири. Не ги познавам луѓето таму, само си одлучувам со свое мислење, проценка, врз база на прочитани драмски текстови и разговор со колегите кои што се членови на жири комисијата. Интересно е што немаше ниеден македонец, значи ниеден македонец не знае дека 6 години постои тој фестивал за драмски пишување. Меѓутоа се надевам дека оваа година во месец март заврши оваква повикот, дека веќе аплицирале нашите драмски уметници, без разлика дали се поставени или не. Веќе се појавија многу имиња што пишуваат. Се надевам дека аплицирале, меѓутоа лани немаше ниеден македонец, а имаше цел куп од Хрватска, од Србија, од Словенија. Значи не сме информирани многу често. Никој не ги крие информациите, сега со интернет ништо не можете да скриете, треба само да следите будно. Сега ова прашање, верувам, посебно гледачите ќе ги заинтересира. Вие работевте и на проектот за кандидатурата на Скопје за Европска престолнина на културата 2028. Така. Што значи една ваква визија за културниот развој на градот Скопје? Само да расчистиме, јас со мојот тим работев на преселекција, битбук преселекција. И со преселекција влеговме во селекција. Потоа тргна од сцена, па ставија нов тим, ме разбирате? Па црногорците им го затворија овакво градоначалник, им оставија во затвор и изгубија, како се вика, шанса, немаше кој друг и Скопје доби. Вака само ќе ви кажам, значи ги тргнаа сите проекти кои што ние ги предложивме, со исклучок на некои 2-3 проекти во ред. Меѓутоа не знам зошто, може како се вика да ги интегрираат со нови. Значи затоа што треба да ја збогатите вие програмата, а не пиши-бриши ќе правиме. Мој предлог беше, наместо да се претворат во ѓубришта галериите на Вардар, нека станат привремени резиденцијални центри, галерии. Следно, да го исчистиме, како се вика, подземјето под Кале и да направиме привремени галерии за културни настани, да осветлиме. Има
ефтини начини за осветлување. Доброволно ќе чистевме граѓаните, ме разбирате, од ѓубрење едно друго, ќе викнавме стручни лица. Добра идеја, како Петровградската тврдина, каде што се ателијата. Значи, има Скопје е многу интересно. Значи, знаете како, го огрдуваат, меѓутоа таа некоја изворна еклектика од различни стилови е се уште една интересна специфика за тие што знаат да гледат и да приметат силна страна на Скопје. Значи, има многу материјал кој што можеше да не го избришат од битбукот. Мислам дека и битбукот селекција е сменет, сосема некој 6 проекти ќе има. Тоа го прават најнеуспешните тимови за ЕПК. Слушајте што ви викам од искуство. И уште нешто, нити ја изградија универзална сала, ниту трансформираа некои неактивни објекти. Најуспешни ЕПК градови се тие кои што подобруваат инфраструктурата во градот, а не само направи, како се вика, за една година културни проекти. Тоа и така ќе го направиш. Меѓутоа треба нешто да остане за луѓето, за граѓаните, да се подобри комуникација, да се подобри интеракција, да се подобри јавен превоз, да се подобри хигиената во градот, да се подобрат објектите, да нема, како се вика, фрустрација дека имаме недостапни простори. Имаме целку простори што се распаѓаат. Се распаѓаат, никој ништо не прави. Молови никнат без везе, згради кои што за локал феудалци. Значи, Скопје се гради на ниво на, како се вика, инфраструктура која што на никого не му е корисна, освен на шака луѓе со пари. Многу убаво. Значи, ненормална работа. Воочивте една работа, кажавте повеќе работи, меѓутоа јас посебно би сакал да издвојам една, а тоа е тие стари, напуштени, поранешни објекти. Бидејќи и во Нови Сад, и во Загреб, и во Белград има прекрасни нови културни простори направени во, така да речам, пропаднати фирми. Значи, тамо каде што биле магазини, каде што биле некои хангари, сега се случуваат рок концерти, изложби, театарски представи и слично. Скопје треба тоа да го има предвид и новиот градоначалник, дека има навистина простори кои што се напуштени, кои што можат да бидат нови културни јадра, нови културни средишта, нови центри. И многу ми се допадна ова идеја што ја кажавте и со ателијата кај тврдината, навистина, Петровградската тврдина, во подножието на тврдината се прекрасните ателиеа. Значи, со многу малку средства Точно, со многу малку средства. Да се направи многу, се разбира, ако се знае и ако се сака. Точно. И уште нешто ќе ви кажам, значи сим постојат и стручни тимови што соработуваат со културни уметнички тимови. Значи се прави проценка дали може привремено да се користи објектот или подолгорочно. Значи, како да ви кажам, од статус кво се деформиравме. Ке полудиме. Да. Сакам нешто да ве прашам, еве, го немам тоа во моите прашања, ама произлегува од овој разговор што го водиме. Од една страна имаме тотална некултура. Значи, фрлање на ѓубрето не покрај контейнерот, туку покрај зградата, во најмалото паркче зелено, тука се оставаат отпадоците. Од една страна имаме многу лоши културни навики. Од друга страна зборуваме за културолошки манири, за културологија. Толку ли е голем расчекорот меѓу реалноста и фантазијата, меѓу културата и субкултурата, односно некултурата, би рекол, бидејќи... Субкултура не е некултура. Не е исто, тама работа. Но, нашево Скопје е главен град и ние не можеме да замижиме пред тој факт, бидејќи се поголемиот број на гости, на странци, сето тоа го гледаат, го фотографираат, го снимаат. И уште нешто. Мене лично, за да појасниме за гледачите, мене ми се допаѓаат одредени субкултурни процеси и појави, ама и нив како да ги нема. Се помалку гледам во Скопје графити,
се помалку гледам мурали, се помалку гледам некакви улични интервенции, да не зборуваме за уличен театар. Се повеќе ќе видиме на семафорите момчиња кои што заработат, треба да не импресионираат со некои нивни вештини. Но ние немаме вистинска субкултура и во главниот град, во Скопје, а не за малите центри. Што сакам да кажам? Конкретно и прецизно. Можеме ли на вистина да фатиме приклучок со една повисока естетика, со една повисока културна и културолошка свест, затоа што, убаво рековте пред малку, не може некој да не е информиран. На дофат му се сите електронски помагала и медиуми. Знаете што, сега ќе ви кажам нешто. Субкултури постојат за среќа, меѓутоа никој не се интересира за нив. Так. Не се битни. Видите, за култура не се интересира. Да, ги маргинализира. Освен што македонската телевизија рутински дава информација што се случува од премиери во националните театри, фестивали и други јавни институции. Меѓутоа никој не се посветува како што треба, знаете, онака истражувачки. Значи, јас треба на новинарот да му, како се вика, да го стопати, да му пратам информација, за да тој таа реши дали ќе ме покрие или не. Ме разбирате? А тек младите луѓе кои што создаваат, никој не се интересира за нив. За да сфати и прифати дека е тоа значајно. Благодарение на инцидентни подкаст. Ме разбирате? Бе, вака и вашава добра волја ќе не викнете. Може би ќе се покаете што викнете некој како мене, пошто зборам. Нели зборам без... Не се покајувам воопшто. Така има и други регионални, локални, оваква едва и видливи, а добри подкасти и супер што постојат тие, ме разбирате. Така. Меѓутоа јас доаѓам од една друга школа. Да. Каде што елитите се преиспитуваат, знаете. Сега треба некако хоризонтално да постојат начини, можеме само да позајмиме матрици како хоризонтално да третирате се си има свое место, се си има некаков свој придонес. Кај нас се уште ние патиме од менталитетот на локал империализам. Пред мене ништо, после мене потоп, само ја и ништо друго. Ме разбирате? Тоа значи испостување на генерации, испостување како се вика на фази, испостување на етапи, испостување. И уште нешто. Добро. Гледајте, сите некако како се вика во Македонија предоминира деформиран посткомунистички начин на водење на нештата. Значи како да е најбитно да станете министер, председател, амбасадор, директор и додека ви трае мандатот, ги смислувате сите начини како преку ноќ да се обогатите. Ме разбирате? Да. Тоа значи испостување, тоа значи како се вика ампутирање на виталност. На микро и макро ниво. Од тоа си патиме и од сите, како се вика, интерпретацијски деривати и манифестации во реалноста, кои што ги живееме од првиот ден од првиот ден по смртта на Тито, например. Така, па се до денес. Ништо ново не кажав, само... Не, се запраша во еден миг. Толку ли сме егоистични, толку ли сме самбендисани. Јас ке речам глупави сме како народ на наша штета. Ето тоа е. Со еден од овие фломастери, напишете ни Иванка овде една порака и подпишете ни се. Браво. Здравје и мудрост. Подпишче. Okay. Сакате идете на латиница. Ако е добро. Борете. Фала ви многу. Сакам со рака. Фала ви. Да ви честитам за ова вулканска енергија што имате. Фала многу. Да издржите вака. Сите нешта си доаѓаат на своје место, ма за жал многу нешта доаѓаат отпосле и многумина кои што ќе ве негираат за нешто по неколку години, ќе ве удираат по рамото и ќе ви кажат дека сте биле во право или дека сте биле авангарда или дека сте биле пред времето и слично. Но се ќе си дојде на своје место. Па да, знаете како, такви се времињата, не спасува нашиот бабл. Так. Морате да сте во бабл за да се психофизички заштитите. Так. Тоа е. Тоа и вие го правите, не? Апсолутно, ви благодарам. Фала ви многу.